Добро утро пред се, ви благодарам на поканата и од мене и од Националната установа Завод и музеј Прилеп. Пред се, за да зборувам за графиката, треба да ве воведам во моментот каде се наоѓаме сега, нели сме во Благовештение. Зошто баш во оваа црква? Првото откритие на графичките икони или книжните икони, каде што често се употребува тој израз, се пронајдени во Свети Димитрија во 1968 година доктор Бошко Бабич. Тие останаа во музејот, кога за вториот пат е второто откривање во 2003 година, точно во оваа црква, при конзерваторската реконструкција на самиот покрив на црквата. Колегите од едно парче истуткано хартија, кое што изгледаше премногу неугледно, создадоа колекција која што представува едно најголемо културно богатство. Графиката како уметност, да и се даде живот на она што го направивме како национална установа и да го види светот и посебно македонската публика да знаеме со што располагаме е непроценливо богатство. Зошто книжни графички икони? Графиката, затоа е употребено графика, па книжни икони. Што е значењето? Графичката е премногу млада дисциплина. Точно за прв пат се појавува во 14 век во Западна Европа. Кај нас доаѓа во 15 век, после ширењето и пронаѓањето на хартијата. Печатењето не е ништо ново. Печатењето на тера сигилата од Месопотамија, печатењето на металните прстења со кои што удирале нели печати, така исто е тоа. Прв пат се појавува со печатењето на текстилот. Потоа на црковните книги, на почетните букви или на некои од иконите во книгите каде што имате представа на длабен релјеф. Тоа е, значи на една метална или дрвена плоча изработуваат релјеф, плиток релјеф или длабок релјеф, потоа се премачкува со посебна тинктура и се печати. Затоа често пати се употребува дека графиката, книжната икона, секој едно дело представува оригинал и копија. Значи идејата зошто почнале хартијаната иконата како икона, не можете да ја пренесувате затоа што во тој временски период знаеме во 17 и 18 век или 19 век на кој начин се одвивало комуникацијата на луѓето. Најповеќе кај нас овде светогорските икони се донесени овде кај нас, затоа што Света Гора, со Хиландар, со Лавра, сите тие се најголемите работилници. Оттаму христијанството го носат кај нас. Причината е за лесното пренослување. Пренесувањето е на тој начин, сакаат монасите да го шират благословот, го носат благословот преку хартиената икона, го шират христијанството до сите домови, а луѓето, прилепчаните, како дар во црквите ги носат и ги оставаат во црквата. Најмногу кои се представени ликови? Најголема представа имате на Богородица. Ги имаме сите типови на Богородица кои што се во иконографијата. Самите изработувачи на самите графики треба едно да знаеме дека не биле обични луѓе. Сите тие биле монаси кои што биле вешти во сликарството, познавачи на иконографијата и познавачи на златарството. Затоа што требате да имате премногу вешта рака за да можете да го изработите во дрво или во метал. Се веќе пронајдени, самата колекција пронајдена на Свети Димитрија и Свето Благовештение, брои над 100. Колекцијата е 43. Збогатена е се од првиот пат беа 33 графики, сега се со 10 нови. Ова година ја збогативме дополнително со ослуп, но тие треба да се обработат технички за да може да биде зголемена уште. Целта е да се зголеми графиката, бидејќи нашата колекција е една, се бројува меѓу трите најголемите на Балканот графички книжни икони, значи колекции на графички книжни икони кои што потекнуваат од 17, 18 и 19 век.